Сојузот на синдикати на Македонија преку соопштение побара превземање на мерки за заштита на работниците кои работат на високи температури и доследна примена на препораките од владата за заштита од топлото време. Од Сојузот потсетуваат дека работодавачот, согласно Законот за безбедност и здравје, е должен да обезбеди соодветни услови на работа кои нема да го загрозат животот и здравјето на работниците. Работодавачот не може да влијае на надворешните фактори, како што се соларно зрачење, температура и влажност на воздухот. Сепак потсетуваат, може со соодветна примена на правилата на заштита на работа во голема мера да го избегне или намали ризикот од топлинскиот стрес. Ова се наведува во соопштението, каде се цитираат делови од законот. Инаку бремените жени и хронично болните на возраст над 60 години да бидат ослободени од работа, а градежните работници да не работат на отворено од 11 до 17 часот, се дел од препораките на Министерството за здравство. Овие препораки владата ги усвои на синоќешната седница поради топлотниот бран што ја зафати Македонија. Денеска, според најавата на синоптичарите, се очекува температурата да достигне до 42 степен. УВ-индексот ќе биде 9. Поради топлото време, владата препорачува во детските градинки да не се изнесуваат децата на отворено од 11 до 17 часот. Приватните компании да го организираат работното време, за да се избегнува директна изложеност на работниците на отворено. На единиците на локалната самоуправа, Црвениот крст на Република Македонија и центрите за социјални работи во регионите, зафатени со топлотниот бран, им се препорачува да пружат помош на осамени, стари, изнамоштени лица и бездомници. На владината седница донесена е одлука препораките да ги почитуваат и државните органи и јавните претпријатија и установи.